Добар ден, драги ученици, и добродојдовте во нашата училница. Денес, на овој час, ќе се запознаете со видеолекцијата по наставниот предмет Општество, наменет за учениците од 5-то одделение. Денес ќе обработиме новата наставна содржина, преку која ќе се запознаете со престојот на странците во Република Македонија, како и причините за нивниот престој во нашата земја. Пред да почнеме да ви се представам, се викам Даниела Јончевска и доаѓам од Основното училиште Гоце Делчев од Битола. Драги ученици, еве ги и целите со кои ќе се запознаете при реализирањето на оваа наставна содржина. Пред се да го запознаете значењето на поимот странец и странство, да ги запознаете причините за нивниот престој во нашата држава, да се развијат вештините за комуникација со странците во Република Македонија и да го користите вашето знаење за материјално-културното наследство во комуникација со странци. И се разбира, очекуваните резултати на крајот од реализирањето на наставната содржина. И тоа, да го објаснувате поимот странец и странство, да ги набројувате причините за престој на странците во нашата држава, да комуницирате со странците и пред се да ги почитувате нивните разлики, да го користите своето знаење во комуникацијата за културното наследство. Повеќето од вас сигурно се прашувате како најдобро би постапиле кога ќе сретнете странец, човек што е странец во нашата земја, кои прашања би ги поставиле и како накратко би ја презентирале својата земја. Така. Еве, погледнете како изгледа еден разговор на ваши другарчиња што се странци во Република Македонија, а потекнуваат од различни краеви на нашата земја. Тие се од различна националност. Некои од нив се родени во странство, а некои се заминати од рани години, поради одредени причини. Внимавајте, ќе ви прочитам неколку разговори на вашите другарчиња кои доаѓаат од странство. Здраво, јас сум од Македонија. Се викам Сара. Живеам со моите родители во Франција. А јас сум од Македонија. Се викам Марко. Живеам со моите родители во Австралија. А колку години живеете во Австралија? Многу години. 20 години. Баба ми и дедо ми по потекло се од Македонија. За време на Балканските војни се иселиле од Македонија во Париз, Франција. Јас сум роден во Париз. Живеам во Франција, но мојата татковина не ја заборав. Здраво, другарче. Јас сум од Македонија. Се викам Петар, но живеам со моите родители во Швајцарија. И јас сум од Македонија, доаѓам од тето. Се викам Амит. Моите родители не беа вработени, условите беа многу тешки. Тоа не го разбира, затоа што бев мал. Прво замина мојот татко, а потоа јас и мојата мајка. Ете, драги ученици, како изгледа еден разговор на ваши другарчиња што доаѓаат од странство и се странци во Република Македонија. А сега да видиме дали научивте за која личност велиме дека е странец. Размислете. Така. Значи, странец е лице кое не е држављанин на Република Македонија или личност кој се наоѓа на една територија, на една држава, а поседува државјанство на друга држава. А што значи за вас зборот странство? Кој ќе ми каже? Точно, значи да повториме дека странство е се што е надвор од границите на државата во која живееме, односно под странство се подразбираат сите други држави. Во Република Македонија престојуваат странци од повеќе држави, најмногу од соседните. Но има и странци од целиот свет. Еве тука можете да видите неколку слики од држави како Австралија, Америка, Франција.
Сега, драги ученици, да видиме кои се причините за престојот на странците во Република Македонија. Дали знаете? Размислете убаво. Така, пред се туризмот. Нашата држава знаеме дека ја посетуваат многу туристи. И летниот, и зимскиот туризм. Дипломатско-конзуларните представништва на странски држави во Република Македонија. Понатаму, службените мисии за својата влада или за меѓународната организација. Тука и вработувањето, школувањето, специализацијата, научното истражување или вршење на одредена професионална дејност. Да ги споменеме конгресите, семинарите и другите манифестации. Политички, научни, културни, спортските и верските настави. Но да не ги заборавиме медицинските прегледи, странските инвестиции и уште многу други работи. Дали вие знаете зашто служат амбасадите во Република Македонија? И дали знаете да наброите некои странски амбасади во нашата земја? Така, првен да го објасниме зборот амбасада. Значи, што е амбасада? Така, амбасадата е место каде што странците можат да добијат помош доколку наидат на некои проблеми и нормално ќе се обратат во амбасадата од државата од каде што доаѓаат. Ако се од Америка, ќе се обратат во Американската амбасада, ако се од Франција, во Француската амбасада, ако се од Русија, во Руската амбасада и така натаму. Во нашата држава имаме повеќе амбасади, ќе наброиме неколку од нив: Американската амбасада, Бугарската амбасада, Француската, Германската, тука е Српската амбасада, Руската амбасада и Хрватската амбасада. Сега кажете ми, од што се најмногу воодушевени странците во Република Македонија? Размислете убаво. Одлично. Значи, странците во Република Македонија се воодушевени пред од културните знаменитости, националните јадења, обичаите, традицијата и културното наследство. Тука можеме, преку дадените слики, да забележиме стара градба во Охрид, верски објект џамија, македонска носија и традиционалното гравче-тавче. Вие сигурно знаете многу за културното наследство, за старите градби и големиот број верски објекти. Така, тоа можеме убаво да го погледнеме на следниот слайд. Внимавајте. Значи, нашата земја има богато културно наследство. Многу стари градби и голем број верски објекти, како цркви, џамии, манастири, кои се доста посетувани од странските државјани, кои престојуваат кај нас. Но нашата држава има и природни убавини, кои многу ги привлекуваат странците во летниот и зимскиот период. Еве тука на дадените слики можеме да забележиме црква, како верски објект, џамија, старите градби во Охрид, камениот мост во Скопје и познатата Саат кула во Битола. Но дали знаете дека нашата земја представува и мултикултурна ризница? Така. Погледнете ги дадените слики. Значи, културното богатство и традицијата, кој е доста интересно за странците. Пред се тука се живописните носи. На дадените слики можеме да видиме македонска носија, албанска носија и румска носија. Везовите, накитот, го гледаме филиграно преку пеперутката, народните песни и ура, обичаите, празниците и да не ги заборавиме прекрасните охридски бисери. Но, драги ученици, не се запоставени традиционалните јадења, од кои странските државјани се доста воодушевени. Погледнете неколку од нив. Сигурно ги препознавате. Познатото гравче-тавче, македонското зелниче, познатата баклава
која приготвуваат луѓето од албанска националност и ѓомлезето. И за крај, драги ученици, вашата домашна работа. Да напишете краток состав со наслов Мојата средба со еден странец во Република Македонија. При тоа, обрнете внимание како би ја представиле својата земја на некој странец, на што најповеќе би ставиле акцент и со што најпрво би ги запознали. Доколку немавте проблем при размислувањето и одговарањето на поставените прашања, тогаш успешно сте ги совладале целите кои што беа поставени за овој видеочас. Ако сепак имавте проблеми, предлагам видеото да го погледнете уште еднаш. Ви благодарам за присуството и вниманието. До гледање!